како најава за овој протест, затоа што тука се содржат три наједноставни главни точки зошто сме овдека, бидејќи во изминатите години и периодов последен со кој што сме ставени под едно тотално секојдневно малтретирање од страна на сите оние кои што го создаваат тоа јавно мислење по нарачка на овие гарнитури сега што се на власт, дека овдека сите сме за некој си влез во ЕУ, во НАТО, па и по цена на промена на собственото име. Од овдека можеме да им порачаме, здружени и заедно. Ве молам само да ви го пренесам нашето обраќање. Ова е сенароден предупредувачки протест против антиуставниот дискриминаторски сепаратистички закон за двојазичност, за промена на името, нелегитимните капитулантски договори и преговори. Го повикуваме македонскиот народ, суверенот, гласачите на Република Македонија и сите здружени субјекти, суверени, родолюби, бранители, здруженија, организации, политички партии, поединци, интелектуалци, професори, во коалиционо единство со македонскиот народ за одбрана на македонските национални и државни интереси. Да ја изразиме својата несогласност, непризнавање на нелегитимните одлуки и дејства и гласањето против интересите на македонскиот народ и македонската држава. Да упатиме ултимативно барање до председателот на Република Македонија да донесе конечна одлука со која ќе ги одбие сите предлози и процеси за промена на името на државата и ќе иницира постапка за признавање на Република Македонија во Организацијата на Обединетите нации под уставното име. Тој треба да ги искористи сите своји надлежности, сите своји знаења и досегашно искуство за да го направи тоа во прилог на својот народ и на својата земја. Имаме да порачаме и до сите други чинители од меѓународната јавност, земји, организации и сојузи, чии што представници овдека доаѓаат и се договараат со актуелната власт. Сите тие да не соработуваат со нелегитимната власт, туку со конститутивниот суверен македонски народ во својата матична, суверена, независна, самостојна, унитарна држава Република Македонија. И што е најважно, сакаме да упатиме апел, кој што го упатувавме кога ги почнавме протестите во јули од Охрид. Со оглед на тоа дека се работи за миролюбив народен, цивилизиран, собери протест, упатуваме апел македонскиот народ, суверенот, гласачите на Република Македонија своето суверено, уставно и цивилизацијско право да го изразат достоинствено, цивилизацијски и секој учесник да биде совесен, одговорен за себе и за другите и да го запазува и да не го нарушува јавниот ред и мир. Се што е во спротивност на ова ќе биде сметано како лична провокација нечија, евентуална, и тој треба да ги сноси последиците од таквото действување. Ние овде, здружените поединци, организации, здруженија, не преземаме никаква одговорност за такви нецивилизирани испади и провокации со кои македонскиот народ може да се стави во некоја слична положба како што беше ставен оној 27 април, црниот четврток, за бранителите на нашите интереси.
Во оваа прилика би сакала од овде да ги поздравиме сите нив и оние кои што се уште неправедно, неосновано лежат во притвор. Да им посакаме побрзо да дојдат, да излезат на слобода во својата земја, која што ја бранеле. Сега ќе повикам да ви се обратат и други представници.